Здраво на сите и добре дојдовте во 15-тиот дел на Зачудувачки факти. Налепниците што ги има по овошјата се направени од хартија што се јаде. Лепакот кој се користи за да ги држи истите е исто така од оделот за храна, па дури и да изедете налепница нема да ви биде ништо. Кога мравките умираат, лачат хемикалија која им кажува на некој начин на другите мравки да го закопаат телото. Ако со оваа хемикалија биде испрскана жива мравка, останатите ќе ја третираат исто како да е мртва, што и да прави живата мравка. Во Сибир има тоалет кој се наоѓа на 2591 метар надморска височина на врвот на Алтајските планини. Тој им служи на работниците како изолирана метеоролошка станица и е позната како најосамениот тоалет во светот. Кога Шакира била второ оделение, била одбиена од школскиот хор и наставникот по музичко сметал дека таа не знае да пее и звучи како коза. Бе. Мачките се едни од единствените животни кои се припитомуваат и пристапуваат кон луѓето според сопствените услови. Една новинарка со своето семејство се обиделе да живеат без работи произведени во Кина една година и изјавиле дека е скоро невозможно. Тие го документирале своето искуство во книга со наслов Една година без Made in China. Во Јапонија постојат буф кафулиња каде можете да се играте со живи бувови додека уживате во вашиот оброк или пијалок. Првиот претседател на Зимбабве бил претседател Канаан Банана или едноставно претседател Банана. Шимпанзо во руска зоолошка градина по име Зора станал зависник од алкохол и цигари откако многу посетители почнале да го служат со истото. Во 2010 година шимпанзото бил испратен на рехабилитација да се излечи од неговите зависности. Денес за среќа излечен. Не им давајте алкохол и цигари на животните. Во 2013 година Шон Конвеј стана првиот човек кој некогаш ја испливал целата должина на Велика Британија. За патеката од 1400 км му биле потребни 135 дена, од кои 90 дена биле во вода, останатите ги поминал одмарајќи и избегнувајќи лошо време. Правилата на повеќе авиокомпании бараат пилотот и копилотот на авионот да јадат различни јадења. Тоа е така во случај еден од нив да добие труење од храната. Во 1938 година Волт Дизни добил почесен Оскар за Снежана. Статуетката која ја добил имала уште 7 мини статуетки кои ги представувале џуџињата. Убавите плажи со бел песок кои може да се најдат на Хаваи се всушност составени претежно од изметот на рибите. Нилските коњи имаат навика да ги лижат крокодилите. Тие не се закана, па крокодилите го толерираат тоа. Баркот скенерите всушност ги читаат белите линии, а не црните. Во Финска, новороденчињата спијат во картонски кутии. Сериозно. Бремените мајки добиваат кутии од државата исполнети со облека, постелнина, играчки, дури и мал душек да се стави во кутијата која треба да се користи како кревет. Ова е традиција која трае уште од 1930-тите години. Кейси Андерсон има домашно билениче гризли мечка по име Брутус. Мечката била посвоена во 2002 година, а веќе во 2008 година му била кум на неговата свадба. Лоцо мечката од Toy Story 3 била планирана да се појави уште во првиот дел, но бидејќи технологијата со која можело да се направи неговото крзно не била достапна тогаш, тој се појавува дури во третиот дел. Секоја пролет 21 лулашка е поставена во близина на автобуска станица во Монреал. Секој од нив се однесува како различен инструмент, па како луѓето се лулаат, излегуваат претходно снимени звуци од истите. Во 1918 година розевата боја била машка боја бидејќи била посилна, додека плавата се сметала за женска боја. И тоа беше се за 15-тиот дел на Зачудувачки факти. Доколку го сакате уште, процедурата е иста. Оставете лайк на ова видео и субскрајбнете се на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме за брзо во следно видео.